Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва една сосема поинаква приказна, нема да зборуваме за политики, економии, геополитики, финанси и што и да е друго, ќе зборуваме за еден човек, за еден живот, за една приказна која што верувам дека и тоа како ќе ви бидат интересни, зашто ќе ви откријам многу брзо. Еве да ве прашам, барем повозрастните од вас, што правевте некаде во 1989 година. Јас тогаш имав 9 или 10 години и веројатно размислував дали да учам ОТП повеќе или математика. Но истата таа година, кога Југославија се уште постои, кога паѓа Берлинскиот зид, еден млад човек во Македонија, овде во Скопје, носи одлука која што ќе го промени неговиот живот целосно и која што ќе го упати во авантури, опасности, кои што потоа сакал или не ќе останат со него за секогаш. Имено се пријавува во легијата на странците. Вечерва гостин е токму тој, господинот Владимир Милетич. Добра вечер. Добра вечер, Драган. Морам да ви признаам дека јас сум помалку возбуден од оваа емисија. Прв пат имам можност во живо да разговарам со човек кој што го поминал она што многу луѓе веројатно сонувале или барем за момент, особено во младите години, помислеле да го направат. Јас не верувам рече дека има млад човек во свој тинејџерски години кој што барем еднаш не помислил дека би било интересно, можеби романтично да се пријави во фамозната легија на странци. Меѓутоа тоа го прават многу малку луѓе, особено во Македонија. Освен вас, јас сум слушнал искрено за уште неколку мина кои што биле, но вие сте првиот кој што еве одлучивте да излезете и да зборувате за овој дел од вашиот живот. Сега, 30 на години подоцна, вие сте бизнисмен, пишувате и книги, ќе позборуваме и за нив. Впрочем, тие се и поводот, официјалниот повод што ве покани во емисијата. Но вистинската, се разбира, причина е тоа што ретко имаме можност во Македонија да слушнеме од прва рака како изгледа животот на еден легионер. 89 година вие имате 20 на години. 21 година точно. Да. 20 година и 3 месеца. Така. Веќе бевте во ЈНА? Да, бев во ЈНА, значи бев и елитна единица во ЈНА. Тоа значи дека ги имавте оние предиспозиции веќе за воената служба? По некои предиспозиции, да, меѓутоа тобуката е сосема различна и во ЈНА, значи во самата легија. Значи тоа се две диаметрално спротивни доктрини. Така да не може да се спореди. У принцип, значи, обуката, ајде да кажеме дека е може и слична, меѓутоа во легијата е многу дигната на повисоко ниво и многу поригорозна. Поригорозна. И вие го носите го правите поттегот кој што менува се. Првото прашање веднаш ќе биде, бидејќи постои едно клише, се разбира, луѓето одат во легијата на странците затоа што направиле некоја белја, некаква глупост, па решаваат да се скрасат на неколку години, иако тоа скрасување всушност не е скрасување. Воопшто не е скрасување. Но вие сте човекот прилично, како ви рекол, сериозно семејство, со голем бекграунд, немате криминално досие, а сепак носите одлука да влезете во легијата на странците. Како ви текна воопшто тоа? За сериозно, а не само како го гледа филмот Маршира или умри, па ајде да идеме во легија. Да одиме во легија, така, бидеме Джин Хекман. Така е. Вие, од оваа гледна точка, од оваа дистанца сега можам да кажам, значи, што мене ме натера да отидам таму. Тогаш, значи, кога почнав да размислувам дали да идам, дали да не идам, најдов, значи, на ѕид. Тогаш немаше никакви информации за легијата на странци. Имаше едно клише дека тоа се криминалци, друштвени маргиналци, нели, кои едноставно морале да исчезнат од пописот на матичната земја. Меѓутоа не е така. Искрено до мене еден, значи, од подобрите мои пријатели беше русин, кој сега во Франција, иначе беше заврши нуклеарна физика, значи таа 89-та година. Значи не се само криминалци кои идат. Криминалци криминалци до некоја се 63-64 година, кога уствари виде командата на легија што направила со оној атентат на Де Гол и со формирањето на ОАС. После тоа се многу, значи, поригорозни условите за прием таму. Помали прекршоци толерираат, али зборам прекршоци, меѓутоа поголеми не. А не сериозен криминал, апсолутно. Не се, да.
Значи плячка, киднапирања, нели плячки со убиство, значи тоа воопшто не го толерираат. Значи они сега ги проверуваат потерниците на Интерпол за да може да видат со кога едноставно имаат работа. Како дојдовте вие на идејата да влезете во легијата? Па имав ја пријател еден кој беше од Скопје, кој веќе беше таму, меѓутоа он после 3 години имаше отидено од легијата на странци, доби отпуст. И чисто правевме муабет. Ја бев во принцип, значи, ајде да кажам, незадоволен од животот свој, нели во Скопје, и едноставно се барав себе си. Пошто бев тогаш на градежен факултет архитектура, завршив на градежен факултет, меѓутоа факултетот не го сакав. Нели? И од некој револт, ајде да кажам спрема моите, мислам дека го избрав оној најболниот пат што може да се случи, едноставно да отидам таму. Значи едноставно да ме снема, али бев љут, бесен на сам себе си, значи на моите и на све овдека што остави во Скопје. Така. И како оди процедурата? Се пријавувате од Скопје, да речеме, или одите во Франција, па тамо веројатно сега можеби и полесно поради технологијата со која што сега располагаме, меѓутоа таа далечна 89-та година веројатно процесот бил покомпликуван. Значи многу покомпликуван. Сега има интернет и сега има сајт, значи legionetranger.com, каде што ќе може да идните регрути да се информираат што ги чека, каде да се пријават, како да се пријават, што све им треба. Вие отидовте на слепо практично. Значи фактички на слепо. Јас знаев само дека пријавен центар постои во Обањ, тоа е 15 на километри североисточно од Марсеј, и во Форт де Ножен тоа е Парис, тоа е 20 арондисман на Плесанс. Меѓутоа мене некако најлогично ми изгледаше затоа што целата преселекција, нели, се одржуваше во Обањ. И мене најлесно ми беше да отидам во Обањ. Најлесно. Значи така и мислев дека најлесно ќе ми биде. Отидов од Скопје 30 декември, 31 декември, значи вечерта 5 саат бев чукнав. За нова година? Врата, да, за нова година чукнав на врата, значи на касарната Виньот во Обањ. И како изгледа тоа? Добра вечер, јас сум тој и тој. Па имаше пред мене чека, значи уште некој си колку се сеќам, сепак тоа е временска дистанца со 36 години, така. Нели? Кој сеќам чека пред мене некој 4-5 луѓе, значи кои ги дадоа, нели, пасошите, седевме напред пред самата пријавница, има или клуп и некој. На стражарот што беше таму, значи на легионерот им ги дадовме, значи пасошите, валидните, значи патни исправи, документи за да може да видат со кого имаат работа. Нели? И после некои 10 на 15 минути дојде еден подофицир на легија, ме однесе значи во спавоните каде што вечерта, значи преспавме, утре дента значи почна, нели, со раздужување на цивилната опрема и задужување значи на некоја си работна униформа. Меѓутоа таа работна униформа се состоеше од тренерки и патики. Наистина? Да, затоа што ти значи таму кога ќе влезеш, значи ти не си ни регрут, значи не си ни енгаж волонтер. Значи ти си таму, значи влезен само на предселекција. На таа предселекција, значи можеш и да отпаднеш. Така да они немаат причина тебе да ти даваат униформа. Значи даваат. Мене ми западна некој тренер, ја мислам дека се носени пред мене може 1/10 пати. Наистина? Значи да. Тоа ми дада, патики ми дада, износени, да, патики ми дада. Барем поточен број? Да, во секој случај поточен број. Не е како во оној филмот каде што му даваат на човек цокули, па како му се погодат, па со крвави цокули оди по пустината. Нема тоа. Тоа може и порано да беше, меѓутоа сега тоа го нема. Значи, легија на странци е една сериозна воена формација. Добре, кажете ми, првим почнува предселекција? Таа трае колку време? Предселекцијата, значи, се состои од лекарски прегледи, кондициони, нели, тестирања и психофизички тестирања. Таа обично трае некои 17 до 20 дена. Кај мене траеше мој случај 16 дена, значи тоа беше негде 16 јануари, 17 јануари више јас го потпишав првиот тој договор, што е на 5 години. Договорот се потпишува, тоа веројатно го знаат сите заинтересирани, на 5 години минимум, а потоа постои можности да се продолжи, да го посака. Да, постои можност да се продолжи на 2, на 3 и на 5 години постои можност пак да се продолжи. Значи до третите 5 години, значи до негдека 17 на години, значи да бидете легионер. Да. Со самото тоа што нели понатака, значи вие се здобивате и со чин. Ајде да расчистиме уште една мистерија на самиот почеток, мистерија, легенда повеќе урбана дека од легијата не се заменува. Дека не знам, ако еднаш влезете во легијата, никогаш не смеете да излезете.
Знаете како? Полковник Луи Филип Ирулин пред летењето во Колвези, десант на Колвези, може да се слушнува, тоа е 78 година, 23 мај, во Конго, денешно Конго, тогаш на Заир. Им рече, значи, на припадниците на втор падобрански полк, и тоа стои, значи, во самата касарна втор падобрански полк, вика, легијата нема да ви даде ништо, а ќе земе све што сте внеле во неа. Али ќе ја сакате и ќе бидете верни цел живот. Зошто? Ова е клучно. Самиот влеговте во клучната работа. Обидете се да ми објасните и на мене и на гледачите. Тоа е легија на странци која што постои околу 200 години, една брилјантна идеја на некој француски крал, ако не се лажам, од пред 200 години, дека треба да се примат во неа странци, исклучиво луѓе кои што немаат француско потекло, ако што ќе се борат за интересите на Франција. И сега, ви вели полковникот, и вие се согласувате очигледно, се ќе ви земеме. Ништо нема да ви дадеме, а вие ќе го сакате за секогаш. Која е логиката во себо ова? Видете, у легија на странци, значи, најбитно е онаа заедништвото, што се вика. Значи, чим ќе поминете таа ригорозна обука и ќе знаете на кој можете, на кој не можете да сметате. Значи, тие врски се нераскинливи. Некое братство воено. Да, некоја... значи, тие врски се нераскинливи, значи, ништо не може да ги скине. А малце да се вратиме на историјата на легијата на странци, формирана 1831 година, так, значи првата легија од 196 години. Да, Луи Филип. Меѓутоа пратена е одма во Алжир. Нели, после 2 години мислам дека е расформирана и повторно е формирана, значи 1836 или 37 година. И од тогаш, значи, непрекинато постои. Значи, фактички од 1830... Легијата има подолга традиција од огромен број на воени формации на држави. Сите воени формации има. Така? Да, од сите воени формации. Едноставно, после Наполеоновите војни, што се водеа, нели, помеѓу Франција и, нели, цела Европа. Тогашна, така. Се јави, значи, една дупка, значи, во самото француско општество, каде што имаше многу војници кои се прекалени војници, меѓутоа кои правеа проблеми по Франција. И Луи Филип, пошто требаше да иде, нели, во освојување на Алжир, на таа Северна Африка, тие, значи, војници ги имаше преформирано во, нели, во легија на странци. Легија на странци, значи, баш со тоа име. Иначе првите легионери беа швајцарски гардисти, беа составени од белгијанци и швајцарци. Може би она прочуена песна на легионерите токму од тоа време кога... Да, тоа е Лебудан. Лебудан. Да, Лебудан, да. Тоа и тука се збори баш за белгијанците, фламанците. Има многу интересна, како се вика тоа, како оди тактот на таа песна, иако вие ми објаснивте дека тоа од филмовите не е баш така, нема музика, туку оди само... Да, нема музика. Музика има на парада. Значи веќе кога тоа сме го виделе. Сте на парада, да, тоа е на 4 јули, нели, парадата во Париз. Во Париз. На Елисејските полиња. И Лебудан е, значи, песна која е стара малтене 200 години. Значи, таа е прва. А се изведува, значи, со марширање 88 чекори во минута. Тоа е, значи, многу мало за корачница. Така, 88 да, 88, да. Меѓутоа, она е направена баш ради тоа марширање по песокот во Северна Африка. Пошто едноставно повише не можете да марширате со повеќе број на чекори од 88, пошто ви пропаѓа, нели, ногата. Се е пресметано. Да. Се е пресметано. Добро, ово е романтичниот дел. Да, историјата на легијата, марширањето, тоа е се, нели, одењето во Париз и така натаму, тоа веројатно е она што ги така ги импресионира помалку или повеќе романтичните, но да влеземе во реалноста. Ја поминувате вие таа предселекција и потоа почнува подпишувате договор и дури тогаш почнува селекцијата. Ако ме разбирам. Да, тогаш почнува селекцијата, да. Ве праќаат, значи, во Кастеландери, на основа пешадиска обука. Каде е Кастеландери? Кастеландери е помеѓу Каркасон и Тулус. Добро, Южна Франција. Да, Јужна Франција, 40 на километри од Тулус. Таму одат сите? Кастеландери е, значи, школска регимента. Таа се грижи, значи, за обука која се изведува. Значи, зборам за основната пешадиска обука. Специјалистичката обука се изведува, значи, во самите единици каде што си распореден после. Таа се состои од два сегмента. Значи, првиот сегмент трае отприлика месец дена и тоа е стекнување на кондиција, учење, значи, на некои обичаи кои се таму, стекнување, значи, и учење на региментална дисциплина. Меѓутоа, тука почиња оној што се нарекува дрилот.
Меѓутоа, после месец дена, кога веќе има напредна пешадиска обука која се изведува во Кастеландери и, нели, како што ни сега го нарекуваат тоа на фарма, тоа е, значи, дел еден каде што легијата има откупено некои си поседи, приватни поседи, има направено, значи, своји центри за обука. Значи, има направено згради, има направено кукички, значи, за, нели, вежби за антитерористичка борба, нели, обични пешадиски препреки, значи, обични пешадиски препреки, кога зборам пешадиски препреки, зборам, мислам, значи, на ние што ги имавме и во ЈНА, меѓутоа сепак ви кажам дека тоа е малце дигнато на малце повисоко ниво. Значи, и многу поригорозно него што беше во ЈНА. тогаш ЈНА. Да, во тогашна ЈНА, да. Добро, и тоа трае неколку месеци исто? Тоа трае, значи, 18 недели. Сега не знам, сега мислам дека им е скратена обуката, Тоа би дошло околу 4,5 месеци. Така, 4,5 месеци. Нас ни траеше 18 месеци, значи таа обука. Ви кажам дека беше поделено 2 сегменти. Така, и таа е доволна да ве искали во смисол да ве подготви за предизвиците со кои што ќе се соочите како легионер. Па таа пешадиска, таа првата обука, значи кај неа отпаѓаат најголем број на регрути. Значи во превод не се издржува. Да, таа е многу тешка и многу ригорозна. Додека сте во бањ, додека сте на таа преселекција, вие се уште не знаете во што се имате упуштено. Кога ќе стигнете во Кастеландери, кога ќе видите во што се имате упуштено, значи тогаш малце ќе земете и ќе се размислите. Вие се размислите? Не еднаш, 100 пати дневно. 100 пати Што дневно, правам 100 овде? пати дневно, 100 пати дневно и се плашев. Нели? Што правам овде Што всушност? правам? Кај влегов? Да, каде? Каде Дома сум? е добро. Со кого сум? Така. Мада сепак тука влада е едно заедништво, ајде да кажем братство, каде што секој на секој го помага, каде што еден ќе закаже, скокнува другиот. И тоа навистина се случува, тоа е така. Да, тоа е така. Во втората книга што ја пошивате во исто време, јас искрено се надевам дека многу брзо ќе го видат светлото на денот и двете. Таа се нарекува Ја преживеавме пистата Леопард. Така. Така. И таа е всушност еден вид на ориентациона книга за преживување во природа, што мислите дека ќе им биде корисна и на луѓе кои што не сакаат да одат во легија на странците, кои едноставно сакаат да се снаоѓаат во природа. И преживеавме пистата Леопард. Всушност целата книга, ако разбрав јас добро, се одвива во француска Гвајана. Така, тоа е местото каде што легионерите одат на дополнителна обука или како? Тоа е местото, значи, каде што си на дополнителна обука, тоа е ЦФ кампот, иначе при Селва, при трети пешадиски пук, они стационирани во Куру. Тоа е во француска Гвајана. Во француска Тоа Гвајана, е да, преку Латинска океанска Америка, територија да. на Франција, тие што не знаат. Да, таму се и построењата за Ариана ракетите, значи за Европската вселенска програма, значи дававме и обезбедување, значи во тек. Таму се оди исто така по правило. Не, таму се значи на специјалистичка обука за у екваторијални услови. Значи, Екваторијални услови. Во превод во џунгла, еве да скратиме. Па тоа сакав да кажам, тоа е она джангл обука. Значи не се работи само за француска Гвајана, тука се работи за Џибути, за онаа дезерт обука или што се нарекува нели пустинска обука. И тоа го поминавте. Да, у Џибути бев јас последната година дена, значи као член на 13-та полубригада. Ќе дојдеме до тој дел. Ме интересирало и во француска Гвајана. Јас се обидов да најдам нешто околу таа фамозна писта Леопард и од фотографиите што успеав да ги видам, тоа делува како пеколот на земјата. Значи џунгла, значи кал, значи вода, значи прашуми, значи дождови и млади луѓе кои што се обидуваат тамо да преживеат во тие невозможни услови. Видете, тоа е у принцип, значи, најтешката обука што се изведува на свет, барем така викаат. Во светот? Во светот, да. Тука, значи, доаѓаат и американскиот сеал и делца, значи, да изведуваат обука на таа писта. Има 2 писти, Јагуар и Леопард. А зошто баш толку се тешки заради природниот самата конфигурација на терен, на терен, значи, и природните услови. Тамо дожд паја веројатно, постојано сонце од нигде никаде. У момент, значи, знае да падне, да изврне 10 дена и да прекине. Одеднаш како што паднал. И вие преживувате тамо? Па таму е, значи, обука... Како изгледа тоа да се биде тамо? Интересира. Па таму спиевме у кампови, значи спиевме по шатори. Значи кога бевме на терен, зборам. Обуката се изведува на реката Маруни, тоа е под градот Сен Лоран на некои си 50 на километри, значи низводно низ реката Маруни. Тоа едноставно тоа е камп најобичен, џунгла, све околу тебе,
што можеш да замислиш. Змии, Ма има све и свашта има. гуштери Све и свашта има и таму. ужасно строги услови за тренинг. Да, тоа се страшно строги услови, значи тука и најголемиот акцент го даваат значи на психолошкиот дел. Тоа значи кој човек може Може ментално да издржи, да издржи. Тука луѓе пукаат, претпоставувам. Па многу ретко, највише луѓе што пукаат, значи луѓе пукаат на самата пешадиска обука затоа што не се навикнати. Ти виш кога идеш во војната ти се навикна, значи и на тие напори, да, значи веќе напорите и ги на, имаш. да, и на тој притисок и на стрес што го имаш. Више се навикна. Тука и тука нема пукање, значи нема враќање назад таму. Уште една легенда тука, ако можеме да расчистиме, која што провејува околу легијата на странците, велат дека кога војникот, легионерот, Така. од X причини нема да ги испочитува старешините или ќе направи нешто непромислено, старешините се подготвени да го казнат најсурово. Јас, например, гледав на еден српски канал, српски легионер, кој што вели дека, не знам, се степал со друг легионер и за казна 2 дена морал да лежи во вода буквално до врата. Може би измислува човекот, не знам, се вака ме прашувам, апансас. Постојат, значи страшни казни кои човек не може да ги замисли. Меѓутоа не е више така како што беше. Значи постоја казни пилот, постоја казни томбо. Сега ако доволно не е страшно, значи казна томбо да лежиш, значи да ископаш сам себе си, значи собствена дупка и да лежи цела ноќ у неа. Па томб практично значи гроб. Гроб, да. Тоа меѓутоа тоа немаш. Не се случуваше кај нас. Такво нешто, да, може да се случува на само обука, меѓутоа јас немам такво искуство, нити имам такво искуство, нити видено некој да кажуваше дека така го има. Али да, не казнува. Конкретно една прилика у Џибути. Ми вика ископај, вика дупки за дрва. Па викам, господине Саржанов, викам дрва нема. Јел нема? Нема, па донеси ги, вика. Донеси ги. Од каде да ги донесеш во Џибути дрва? Тоа одлично. Тоа вика донеси ги. И значи креативноста им е на страшно завидно ниво што се однесува до казните. Имавме у Џибути на Гранд Бара, тоа е исушено слано езеро, имавме така нарекувавме куќичка за самоспознаја, кој ќе сгреши, значи иде горе. Добро, тоа е што става. Тоа е значи еден лимен сандак, не е сандак, меѓутоа тоа е некој си 1,50 со 1,50 и тоа ставаат саат време внатре. Нели малце паметно да ти дојде. А тама не можеш ниту да лежиш, ниту да седиш. Не можеш, да. Практично човек треба да клечи, може да замислам температурата во лимен сандак. Температурата е значи страшно. Не тоа лимен сандак, тоа е колимена куќичка, значи некој си 1,5 метри е висок. Така да, во секој случај, Бога ме ќе се спознаеш не само себе си, него и баба, дедо, прадедо, све тука. Морам да признам, се извинувам што се смеам, меѓутоа на вистина ова се тоа е делот, тоа е дел од живот. Ја тука можам само да се насмеам и да. Нели? Да кажам добре, поминав. Има овдека неколку фотографии од вас во легијата на странци. Еве, ако може режијата исто да ги покаже. Едната е негде на некоја планина очигледно со снегови, другата е веројатно се снимувате од авион, третата е класична легионерска фотографија на вашиот отред, на вашата регимента. Сликата е значи ова од Абиџан. Значи при самото искрцување, нели, као сили за обезбедување. Втората слика е од Корзика после завршена падобранска обука и третата слика е исто од Корзика, тоа е Хјут Корс над Монте Маджоро, каде што се вршеше алпинистичка обука. Јас сум тој првиот ред што стои од десна страна, вториот со наочарите. Така. Пошто ја не можев без наочари и ден денеска некако не можам без наочари. Дозволуваат наочари во легија? Па не дозволуваат сега на смотри, меѓутоа дозволуваат наочари, нели, кога се сликаш. Овде ќе имаме уште една фотографија, сега навистина ги има многу, ве има вас во разни околности. Еве оваа каде што сте вие очигледно и има еден дел, не знам дали сте вие тој во водата. Тоа е писта Јагуар. Тоа е во писта Јагуар, не Леопард. Да. Еве, ако може малку да подигне камерата, вие сте тамо во таа дупка, што ли е? Тоа е сегмент, значи, од поширока слика, меѓутоа јас ги извадив само, значи, делот кај што сум јас. Така. Сега, уште малку околу овие ситни деликатности би рекол, тамо се зборува само на француски, мора да научите француски. Мора, меѓутоа францускиот се учи, значи почнеш више да го збориш после првата година више течно го збориш. Течно да зборуваш. Да, со самото тоа што значи во Кастеландери кога си, имаш и часови француски каде што го учиш францускиот.
јазик. Природно, тоа сите комуницираат меѓу себе. Додека на не го француски. научиш, додека забранете да се комуницира значи на било кој друг јазик. И тоа на пример ако евено чекате човек од Македонија, од Србија, морате на француски да говорите. Едино ако сте сами, ќе си комуницирате на македонски, на српски јазик, без Така, разлика но- како. Меѓутоа сите значи званични, нели, и команди и комуникации Се се на на француски јазик и ја имам слушнато дека ги имаат казнувано луѓето кои зборат на свој јазик. Поготово русите се малце тврдоглави и они знаат ќе да научат. зборат. Па не да не ќе учат, они учат многу брзо сваќаат, меѓутоа малце се тврдоглави и поглед на тоа. Ајде сега кој ќе ми каже како јас ќе зборам тука со мој. Нели? Меѓутоа ќе логично е, ги но- но ќе се ќе ги навикне слушне човек. и Да. ете го. Има казна. Меѓутоа казните у легијата се како што имаш, нели, лична казна, така имаш и колективна казна. Колективните казни се најтешки. Во смисол? Па најтешки се затоа што личната казна се однесува само на тебе, значи ти си го трпиш тоа, а вака го трпи колективот кој го За казни тебе. целиот ради тебе, целиот колектив. Па потоа сите те мразат. Така е, така е. Чиста логика. Сега, кажете ми, откако ги поминавте овие фамозни предселекции, селекции, откако поминавте пистата Леопард, сакале, некеле одите на терен. Се знае дека француската легија оди секаде каде што француската држава на свој начин ги заштитува интересите сопствени. Да. Вие бевте повеќе или помалку во Африка. Да, ја долго време значи бев во Африка, бев стациониран едно време во Џибути. Тоа е 13-та полубригада, 3 баталион 13-та полубригада, извидувачко-диверзантска група. Бев. Ствари извидувачко-диверзантска компанија. Компанија е во ранг значи на наша чета отприлика. Така му доаѓа. Со тоа што јас после Гвајана, јас бев 6 месеци у Гвајана. После Гвајана мене ме пратија во Корзика у Калви, втор падобрански полк на падобранска обука. Добро. Значи таа падобранска обука мене ми траеше 2 месеца. Значи зборам некој месец дена основна падобранска обука и специјалистичка падобранска обука, значи уште месец дена. После бев префрлен значи во извидувачко-диверзантска компанија, тоа е трета компанија. И после тоа во четврта компанија Деструктор Снайперс. Снайпери, така? Да. И после тоа, значи тоа е компанија која се занимава исклучиво значи со снайперски действија и компанија која се занимава исклучиво со ракување на минско-експлозивни средства. Вие бевте во легијата во еден крајно специфичен момент за нас овдека, имено 89-та вие влеговте, меѓутоа 91-та почнува војната во Југославија со сите крвопролевања, гадости и така натаму. Факт е дека во легијата и тогаш имало луѓе од поранешна Југославија, а исто така се зборуваше дека француската легија на странци во тие тешки времења за интересите на француската држава била на ова или на она боиште. Меѓутоа и преди мисијата ми рековте дека луѓето од југословенските, понешто југословенски простори не биле принудувани да одат на тој терен. Не само од југословенските простори, него воопшто. Ако доаѓаш во земја каде што се води војна и каде што е потребно, значи легијата да интервенира, значи или воена, значи или во облик на некои мировни сили, на некоја тампон зона, они се тука максимално коректни. И они тука тебе те прашуваат дали сакаш да учествуваш или не кеш да учествуваш, без никакви последици, значи понатака. Јас не сакав да учествувам, значи по инструкции значи на исто легионер Хрват, и он не учествуваше. И тоа тогаш требаше да се распоредува втор падобрански полк негде кај Крајна, мислам дека беше делот на Масленица, Масленички мост, али Драган не ме држи за збор, поминато е многу време, така но незгоден е моментот, вие треба да влезете во држава у која што сте служеле војска некоја година претходно. Да. И во која што сега војуваат меѓу себе братските народи, а вие како представник на француска држава треба да влезеш таму. Што е тотално лудо. Да, меѓутоа тоа е пожелно чисто ради јазикот и ради обичаите кои Лесно ги владаат разбирате, на така, тие, да. И може комотно да послужиш како преводилац некој. Меѓутоа јас ги имам одбиено тоа заедно, нели, ти кажав и со легионер друг Хрват, без никакви последици. Барем така река, без никакви последици, меѓутоа последици се случија после известно време каде што не префрлија во Џибути. А Џибути е за тие што не знаат едно така мало екзотично местенце во Африка, каде што човек баш и не би одел вака на одмор, да бидеме реални. Па ти кажам, ја би ишол. Има на Џибути едно место горе, Муше се вика, мислам дека сега тогаш беше и воена база исто на француска морнарица, дел од француска морнарица, значи кој заштитуваше тој Суетски канал и Рог на Африка. Муше се вика местото, тоа се мали островциња, 3 островциња, али едни до други. Тоа е рај на земја. Навистина.
Тоа е рајна земја, да. Друго, Џибути, па не знам што да ти кажам, ако си гледал Mission to Mars, Така отприлика изгледа. тоа е. Џибути е тоа, целиот црвен, пуст, и на едно место, значи тоа е на граница горе према Еритреја, тоа е северозападен Џибути, се наоѓа Гранд Бара, тоа е исушено слано езеро. Солено езеро, така. Да. Така да за некој си саат време ако си таму, значи тотално ќе дехидрира, значи ќе почне да ти се фаќа солта, нели? На кожа, да. На кожа по тебе, а тука се изведуваш, значи дел од буката. Имаш, значи сега едно е кога маршираш ти 20 км на 50 степена со борбена опрема, друга е кога маршираш 20 км нели у Француска Гвајана у вода. Значи Така е. сепак малце е полесно во однос на Џибути. Малку е полесно, дури ова, Да. ова како ќе рече, оној пекол, па добро, тоа всушност и врете. Се Не, они ова жабе да не ја го викаат, Гвајана ја викаат Левертен Ферн. Значи зелен пекол. Зелен пекол. Да. А ова е црвен пекол. Ова е црвен пекол, ова е баш пекол. Така. Баш пекол Џибути. Знам дека е многу тешко за поранешен легионер да зборува за искуствата што ги имал во смисол на акции каде што се одели, вие самиот кажавте во каква регимента сте биле, се разбира не може да ве прашаме за конкретни работи, меѓутоа вие бевте и во Сомалија. Да, во Сомалија бев два пати, 92-93 година, значи првиот пат 92, вториот пат 93 година, од септември месец, средината на септември месец, до некој си 6 октомври истата година. Сомалија е за многумина позната по оној така наречен филмот Black Hawk Down, кога американските хеликоптери ѓурива тама некоја милиција сомалиска. Тоа е милицијата на Мохамед Фарах Айдид. Да. Да. Таму гинат 17, ако не се лажам, американски војници, Малку поише или се. повеќе беа. Тоа е еден од травматичните моменти за американската армија воопшто. Да. Не попусто направија и филмови и се. Бевте таму во близина? Смеам се да ја прашам. Бевме на аеродромот Абенаде. Во тамо, во Да, Сомалија. да, бевме, американците беа сместени, значи, веднаш до нас. Значи, они беа на цивилниот, ние бевме на воениот дел. Самиот аеродром се вика на Абенаде, тоа е негдека некои си 7 до 8 километри северно од Могадиш. Не ме прашувам ништо посебно, освен делот, колку е опасно да се биде тамо. Знаете, се кога го гледате од аспект на човекот Европа, иако сме и ние малку сомнителни како европејци, но сепак сме европејци, тоа ги гледате тие тамо луѓе кои што, тие милиции кои што се крајно агресивни, кои што влегуваат директно во војна, нема тука што, тие тамо во тој хаос се обидуваат да убијат се што мрда, особено бели луѓе. Како е таа психолошкиот момент ме интересира. Вие знаете дека сте на апсолутно непријателска територија. Да, меѓутоа во Сомалија се случуваше сосема друго. Сомалиските милиции, пошто ги имаше повише, ратуваа меѓу себе. Значи не на чепка нас. Се додека до моментот додека милицијата на Фарах Айдид немаше направено засита негде горе северен Могадиш, тоа е некој пат Е7 кој иде од Џибути према Сомалија, значи влаго Могадиш се спушта надоле. Мислам дека имаат убиено негде околу 10 до 15 пакистанци. Значи пакистанци мировници. Мировници. Да, кои го заштитуваа конвојот што идеше од Џибути хуманитарна помош. Сомалија беше бетер него Етиопија. Ако се сеќаваш на оној Бенд-Ейд што го направи 84 година, 85. Значи страшна глад беше во Сомалија. Сомалија и сега не е за пофалба, ако сме реални, за жал, тоа е исклучително сиромашна земја во катастрофална состојба. Да, меѓутоа сега Сомалија е малце подобра во однос на тоа што беше. И тоа добро да се знае, чисто да се знае. Да, но вие малце... бевте тамо кога баш не беше паметно да се биде во Сомалија. Па и сега не е нешто многу паметно за европеец да се биде во Сомалија, или тогаш Пептен не беше паметно, поготоа ако си американец. Ај некако и французиве, они со французиве нема значи некој посебен однос. Но со американците лошо. Да. Меѓутоа, имаше еден инцидент на Абу Граби од Џибути помеѓу Сомалија и легијата на странци, кога, усвари французите, не легијата на странци, кога сомалиската милиција, али тоа се случуваше негде дека 74-75 година, кога имаше киднапирано школски автобус. Мислам дека тоа имаше и пишувано, мислам дека филм некој имаше за тоа. Меѓутоа, чисто како историјат, нели, за таа нетрпеливост што имаат сомалиците. Значи, целата таа Африка, Централна, Северна Африка, Источна Африка према европејците. Така. Уште еден куриозитет, вие бевте и во Руанда,
Во Руанда, за тие што случајно не знаат ако воопшто има таков, 94 година се случи еден страшен геноцид, се бореа племењата Хути и Туци. Да, и едните извршија вистински геноцид врз другите, некој велат околу 800.000 луѓе се убиени, се уште нели се шпекулира со бројките, меѓутоа факт е дека тоа е еден од најгрдите воопшто историски моменти веројатно. Да, после Втора светска војна тоа е најголемиот геноцид што се има Вие случај бевте во таму? свет. Да. Значи геноцидот не почна 94 година, геноцидот почна 92 година, значи самите превирања во Руанда. Значи тогаш 92 бев на граница Руанда-Танзанија, тоа е област Кагитумба. Конкретно на контрола и на разоружување на туци хуту племињата, пошто ние уште тогаш ратува, меѓутоа после се смире, година дена беа мирни. И потоа настана Најголемиот проблем настана во март месец 94 година, кога беше соборен авионот на премиерот на Руанда, кој беше од хуту племето, така. Жувенијал. И тоа всушност беше тригерот за да започне, на радио беше објавено дека сега треба да се потепаат сите туци. Па тоа имаше значи кодно име. Тоа мислам дека беше ти сечете ги стеблата или така некако. Многу подготвено. Да, Џорџ, водач на геноцидот беше Џорџ Рутугунда. А еден од главните помагачи на геноцидот исто беше припадник на хуту племето, генерал Безимунго, името не му се сеќавам какво беше. Тоа е помалку важно, меѓутоа Хотел Руанда, филмот кој што доби многу оскари, сега јас немам друг начин освен да се повикувам на филмови за жал. Хотел Руанда прилично експлицитно ја објаснува таа приказна тамо. Може да ми кажете дали е блиску до реалност? Да, тоа е блиску. Да, гледам Хотел Руанда, да, тоа е многу блиску. Многу блиску, значи сите европјани беа сместени во хотелот Миле Колин, тоа е северен Кигали. Така, бевте тамо? Да, бев на обезбедување во Кигали, баш на Милен Колин. Тоа значи во филмот теоретски некој од легионерите сте вие. Мислам, се разбира, некој актер ве глуми вас. Не се кајки. Не, тоа се припадници, значи тогаш ја бев 13-та полубрига, тоа се припадници значи на втор падобрански полк кои дојдоа да ги излекуваат, ние само дававме обезбедување околу. И мора да го кажам ова. Француските сили и имаше и американци тама, нели? Имаше, значи, европјани и американци. Не, зборувам за војска. Не, немаше белгијанци и французи беа само. Белгијанците и французите добија задача да ги излечат белите луѓе практично, европејци. Само европејаните. Што е вака, ако бидеме реални, кога некој македонец, србин би се нашол таму, супер, фала Богу, ќе ме спасите. Меѓутоа, од аспект на човечност, баш и не е да се пофали. Воопшто не е хумано тоа. Воопшто не е хумано. Бидејќи ги оставате луѓето да се колат меѓу себе. Да, воопшто не е хумано. Меѓутоа, мандатот беше тој. Мандатот беше да не се употребува оружје, само да се употребува оружје, значи во крајен случај. И вие седите тамо, ги вадите белите луѓе, црните да се живи и здрави, односно ништо од тоа. Со автобуси ги вадеа до аеродромот до Грегоар Кека и банда и после тоа ги носеа, значи, Франција. Ги носеа дел Џибути, значи дел Франција. Ги носеа таму, после ги пуштаа, значи, по своји земји од каде што се. Имавте да прилика да видите, нема да велчам сега сцени, не знам, меѓутоа во такви околности човек веројатно и налетува на многу лоши сцени, на многу лоши. Да го скокнеме тој дел, апсолутно се согласувам. Бевте и на други места, не? Да. Таа фамозна Африка. Таа фамозна Африка ми стана кod дома. Поише знам Африка него државата што си ја знам. Се шегувам. Да, многу време поминав во Африка, меѓутоа во Ирак бев за време на пустинска олуја, пустинска олуја. Тоа е 91 година, јануар месец. Бевме стационирани, значи, уствари бевме како подршка лево крило на 6-та околна бригада од НИМС. Тогаш бев... Тоа е првиот удар врз Садам Хусеин од страна на американците, меѓутоа се разбира и звездиците. Тогаш бев припадник на втор падобрански полк, вршевме извидување, значи, на самата граница, бевме Саудиска Арабија кај Ел Самјех и после тоа бевме префрлени на Басра, работевме на деминирање, нели, на деловите околу Басра. Ирачаните тогаш очекуваат дека ќе се изврши јак десант на Басра и од тука да почне, значи, тука беше 4-та америчка окупна дивизија. Така. Она беше, мислам дека стационирана негде во Катар, ако не се лажам. А Басра е стратешки многу важна поради нафтата тамо. Да, поради нафтата, да, и пошто тука е сливот.
Тоа е Шатл Араб. Да, меѓутоа американците потоа се повлекоа и оставија уште 10 години Садам Хусеин да владее, па Да, дури па после потоа пак некоја си 90 уствари 2002, трета, кога беше, така да. некако, да Кога беше решија тој конечно да вториот го симна удар, Садам да. Хусеин. Да. Добро, како беше свирачаните во тоа време? Јас сум бев се разбира дете, но се сеќавам дека се зборуваше дека ирачката армија во тоа време е трета или четврта најсилна формација во светот. Па не. Ама изгледа дека не е така. Не, да, они има, значи, има руско наоружување, дел има и америчко наоружување, пошто ни американците нив им помага во војната со Иран, Така е. која траеше до 88 8 години, година да. негдека. Располага, значи, со завиден број на скад проектили од руско производство. Меѓутоа не беа употребени, дали многу, дали ни 10% не беа употребени скад проектилите. Значи тие уште на земја беа уништени, пошто американците имаат, значи, точни податоци каде што се наоѓа. Каде што се наоѓа, ги знаеме оние Тоа беше- гробишта во пустината каде што практички тоа цели е дивизии се уништени. патот на Така е. смртта, тоа е од Кувајт према Багдад кога се иде, така и го нарекуваа патот на смртта. Поминате случајно по тој пат? Не, Не. Добро. не. Тука, значи, тој дел од американците го... А каква е соработка тебе на легијата со американската војска? Па, Коректна, сојузничка командите... или постои оној, како да го наречам, кој е подобар од нас? Па видите, удавање на информации. Само давање на информации, значи. Иначе нема... Но ривалитетот каде е? Тие ги имаат фоките, имаат, не знам, свои специјални единици кои што се многу горди на себе. Видете, на писта Јагуар има, значи, секоја година се одржува некој такмичење, значи, каде што учествува, значи, специјални единици, учествува САС, учествува Така. СИЛ, учествува, значи, Делта. И учествува, значи, една група на легијата која се нарекува групен дескомандо парашутист. Тоа е у сегашни услови, поранешни услови, тоа беше група за слободни падови. Тоа се групи кои скокаат од 3600 метри. Еве овде во Падобранска, Тоа е пред полетување за Кигали. така, за Кигали. Пред полетување, значи, за Руанда, тоа е авион Трансал C-160. Тоа е стандарден воен товарен. Десантен, да, десантен, значи двумотореце, се влага од позади, се скока од страна, страшно бучен, така да уште повише Нема ти баш набива некоја нервоза. романтика, да. Еве и овдека ви има на камили очигледно, во Тоа е полна Чад. боена опрема, во Чад. Да, тоа е Чад, тоа е област кеј Дуринка, на сама граница со Судан. Тука е изведување и патрола, пошто у Чад е ситен песокот, таму е песочна пустиња, не е камена пустиња, и блоковите на мотори се полнеа со песок. И одеднашка знае да заглави, да застане. И затоа најдобро беше, значи, да се врши патрола со камили. Така. Значи знаете да јавате камила како така. Па, Како некој знаеме, што нешто ќе мора да понаучиш. Нели? сега неодамна бев во Золоше каде што има камили во соседна држава и баш си мислев како го јаваат ова животно луѓе. Камила се спушта. Камила е многу полесна вика да се јави. Ја немам јавано, значи. Меѓутоа во полна конј. боена отреба вие имате со вас. Не, само ова- рапи и оружје, не е полна борбена опрема таму. Па добро, и со оружје не е воопшто шега тоа, се разбира. Ќе ги избегнеме деталите кои што се однесуваат на нешто специфично кој што не сме да се каже. Меѓутоа една еве екстраваганција би рекол. Фамозниот Милорад Легија, Милорад Луковиќ Легија, Да. така беше, човекот кој што сега лежи 40 години затвор за убиството на српскиот премиер Зоран Џинџиќ своевремено, човек кој што беше едно време страф и трепет во на целиот регион. Во исто време, практично со вас бил во легијата на странците. Сте го виделе човекот некогаш тамо во легијата? Немам правено муабет со него, еднаш кога го видов, тоа беше во Нимс, значи во втор пешадиски полк, каде што имавме обука некоја за деминирање. Немам, значи, направено муабет со него, меѓутоа ми го покажа, ми кажа, меѓутоа у тој момент ништо не ми значеше, значи човекот никако име. Тогаш бил, Знам, да. никако име, Многу потоа се прослави во негативен никако смисла. личност, да. Он мислам дека и таа година 92-а, мислам дека отиде од легијата и се приклучи, мислам, на Српска доброволјачка гарда, ако не се лажам. Да, и потоа Значи, да, го имам неговиот видено. пат го знаеме. Да, немам направено муабет со него, ниту си имам запознање со него, меѓутоа да, го имам видено. Меѓутоа имам слушното дека за него се збори дека бил изузетен легионер.
Што значи тоа? Па тоа значи дека бил потенцијал голем. Зетон легионер. Не, дека бил добар легионер, тоа сакам да кажам. Така, тоа го сватив, изразот што го искористите. Затоа што јас исто така додека се ја прегледував програмата за оваа емисија, некаде прочитав дека тој фамозен Легија влегол во една програма која што не е нужна, веќе ми објасните вие дали е точно, ти даваат една недела, те фрлаат во џунгла сам, не мораш да го направиш тоа, само ако сакаш, за да преживееш една недела сам, после една недела доаѓа хеликоптер да те вади ако си жив. Да, тоа е горе. Тоа е вистина. Да. Каде се случува тоа? Тоа е Француска Гвиана. Тама во Гвиана. Да, тоа е Француска Гвиана. И што ми велат? Скокај ламбе, ако преживееш? Не можам да ви кажам затоа што јас не сум ја поминал, значи тој дел. Не сте помислили на такво нешто? Сега овака ме. Не, далеко тоа. Страшно. Е страшно нешто, да. Тоа се одобрени луѓе, значи и они претпоставувам дека бараат да потпишеш дека се слагаш со тоа. Затоа што може да не се вратиш објективно. Нормално е. Гвајана има све и свашта. Значи све и свашта има. Значи диви животни, значи на секој чекор се тука не е проблемот само дали ти ќе се изгубиш, нели пак ќе умреш од глад или од жет, пошто таа вода таму не се пие. Така. Ние во Гвајана кој идевме сега, ајде ќе кажам конкретно систем преживување, значи обука на преживување. Сега вода имаш, меѓутоа вода имаш пола литро вода у текот на денот, таму се потиш, значи трошиш вода, значи пола литро е што вечаш. Да. Ние значи идевме со бајлето со кошула која примерно е врзана за под коленица, ја собираш росата и таа кошула ја цедиш. Значи тоа е све во склоп, во склоп на обука. Тоа е све во склоп на обука. Боже мили. Да, мислам, тоа се тие услови, екстремни услови на преживување. Значи тоа во принцип треба да го знае секој. Така. Тоа не е некоја филозофија голема, нити е некоја храброст, нити ај са. Но треба да го научиш. Треба да го научиш, да. Во оваа книга, едната од книгите што ќе ги објавите, токму такви работи објаснувате, поставам. Да. Буквално како човек да преживее во екстремни околности. Во екстремни околности, да. Тука има начини како да се јаде, како да се пие вода, како да се обезбеди, претпоставувам, ноќно смислување. Така, склониште. Како да се заштитиш од ориентација у простор, ориентација у природа. Така, колку е тешко тоа да се научи, господине Милетич? Па не е тешко. Не е тешко, значи тоа треба волја, меѓутоа сепак мислам дека со самото, нели, праксата го прави своето. Така. Уште едно прашање. Јас не познавам, туку сум слушал за голем број на легионери од овие простори, од Балканот. Некои од нив, велам, понекогаш излегуваат во јавно зборот. Има и такви што лажат дека биле во легијата, има жал и такви фейкери. Секогаш постои таа опасност. Да. Дури си помислив да не рече некој господин Милетич чисто така нешто не бил, меѓутоа овие работи апсолутно покажуваат кој сте и што сте реално. Од Македонија познавате уште некој легионер? Да, познавам, меѓутоа имињата не би им ги спомнам. Не се разбира, само но ги има. Да, познавам ги има. Имаше и со мене, имаше дечко од Штип. Во исто време служевте? Во исто време, да. Меѓутоа мислам дека он беше друга регимент. Не беше со мене, меѓутоа тука се погодивме исто на обука и јас отпосле дознав, значи од кога се вратив дознав дека и он бил таму. Овде пред мене имам нешто што се нарекува Lettre de Félicitation, République Française, Ministère de la Défense, Commandement de la Légion étrangère. Верувам дека правилно го прочитав и ова се однесува така? Да. Се однесува на вас. Се разбира, ова е еден вид на како да го наречам, писмо на благодарност, така. да. Но не, ова се добива за тоа е конкретно добиено, значи за учество во мировни мисии, нели, Руанда и Сомалија. Значи 93-94 година. Тоа е, значи... Но ова се заслужува, сакам да кажам, ова не го добивате туку така, демек секој што бил таму, ова мора да го заслужиш. Да, тоа е, значи, претежно ставено за региментална дисциплина, пошто они многу полагаат на таа региментална дисциплина, што сакам да кажам, тоа е ствари онаа пуковска дисциплина која се одржува во самата единица. Да, мене ми е тоа многу драго. Па се разбира, доказ дека таму сте биле човек на место. Да, дека и сум ги почитувал, значи сите наредби, значи ја немав некоја црна дамка во сето тоа. Сега црна дамка која кажам, сега сигурно имаш, ќе дојдеш нели со некој ќе направиш ексцес. Меѓу нас, да, се случувало, да, па тоа
Значи мораш негде стресот, притисокот, значи Да го- мораш негде да да го исфрлиш. најдеш филтер и да изфрлиш. Платата во легијата не е многу голема. Ма не е уопште голем. Ни тогаш гледам дека ни сега не е голема што контактирам нели со некои поранешни. Тоа е затоа што па некои веруваат ќе одиш во легија и таму ќе се збогатиш, ништо од тоа. Ма какви? Тој што отишел во Легија и што кажал дека се збогатил, знај дека Тој не бил во лаж. легија. Тој не бил во Не е легија. бил. Или било ли лаж? Така. Че Но не е. затоа имате право да добиете француско државјанство за многумина, па тоа многу значи. Да, меѓутоа и тоа пак под одредени услови. Значи да добиеш Автоматски не се француско добива? државјанство. Автоматски се добива после навршување на 15 на мислам дека сега е негде на 7 години служба. Значи зборам за сега. Аха. Значи можеш да го побараш да го добиеш, а автоматски може да го добиеш значи после 15 години служба. Значи зборам за наше време како беше. После 3 години ти можеш да побараш француско државјанство, меѓутоа може и да ти го дадат државјанството ако не имаш направено некој ексцес, значи во текот на тие 3 години, и ако нели се изразат пофално за она што си таму и како си таму. Надредените претпоставувам, да. Меѓутоа има еден член, мислам дека е тоа 27 или 29, сега не ме држи за збор Драган, кој се нарекува французин по пролиена крв. Автоматски го добиеш француско државјанство ако си ранет во бор. Добро, вие У Сомалија, али лесно ранет. Тоа Лесно беше ранет, доволно? Значи во колено, да, и во Руанда во десен дел на абдомен, исто тоа лесно беше. Од некој лесен завод- дел на абдомен, како кажувате ова со едноставност, во абдомен сте биле. Па да, лесен, тоа е баш оноа делот кај што е слепото црево. Може ли услуга да ви направат? Да, може ли услуга? Да, меѓутоа ете се провлече тоа некако низ панцир, пошто тогаш бевме на стража, обезбедувавме избеглички кампови, некои тоа е на граница со Танзанија, обезбедувавме избеглички кампови и слабајето се случи тоа негде кај 8 сати. Пред сама смена. Значи поминал негдека под панцир, како поминал Господ го знае. Но жив сте и еве после 30 на години сте уште сте со нас, што е всушност и ете среќата и за оваа емисија што можеме да ве имаме во неа. Сега после долго време вие 94-та година ја напуштивте легијата и потоа сте во како да кажам во цивилот тогаш, така? Или не ви текна тогаш повторно? нити ми текна, нити ќе ми текне. Значи понатака униформа да облечам никоја. Морам да ве прашам, од овој аспект сега. Сега сте вие човек во возрастен човек со огромно искуство. Некој да ви рече пак би го преживеале пак истово? Вака сега од оваа перспектива би поминале ни се во ова што сте го поминале? Па у некоја рака да, у некоја рака не. Зависи како се зема. Меѓутоа како искуство е изузетно добро. И мене уствари таму легијата ме направи тоа што сум денеска сега, значи ми го трасираше патот. Сега, човек кој што си има свој бизнис, човек кој што пишува книги, очигледно имате порив некој однатре, сето тоа што сте го доживеале да го прикажете, да го може на некој да му послужи за корист, но меѓутоа во најмала рака ќе биде интересно за читање. Кога може да ги очекуваме книгите од вас? Дефинитивно. Мислам дека негде кај септември месец би требало и двете книги да искочат, со тоа што втората книга Преживели смо пистол Леопард, мислам дека малце порано ќе искочи таа. Меѓутоа таа ќе биде пропратена и со некои видеоматеријали. Ја скоро бев значи во странство, или побарав некои спонзори кои сето тоа би го покриле. Значи зборам као на времето кога се сеќавате Bear Grylls, што имаше правено емисии преживување пред. Меѓутоа не јас би ги користил значи сите тие услови значи во Македонија што ги има, не би ишол надвор. Дури имам правено значи муабети со продукција Наше мало на Антов. Добро. И он се нафати нели да биде да го продуцира. Баш ми е мило. Тоа, да. Така да Тоа значи ве чека уште еден сериозен проект. да, се надеваме. сериозен проект, да. Овие две книги јас ги рекламирам, ја отворено велам, јас се надам дека ќе ги добијам. Да Секако ги ќе прочитам, а веројатно секако. Македонската република ќе има можност сето тоа да го види, проследи, прочита, затоа што ќе биде корисно. Сосема сме на крајот на оваа емисија, еден час помина како за една секунда. Веднаш да кажам, почитувани гледачи, оваа емисија воопшто нема намера да повикува некој да оди во легијата на странците, тоа сме согласни и јас и господинот Милетич, ова воопшто не е некаква реклама за легијата, одете млади луѓе да видите колку е добро, не. Мислам дека господин Милетич убаво објасни дека тоа е многу сериозна, многу ризична работа која што
не му се препорачува не на секој, јас би рекол речиси на никој. И оваа емисија имаше намера да покаже еден живот, една специфичност, една уникатност која што ние не сме имале прилика во Македонија, ми се чини, ако грешам, нека изгорам, да проследиме досега, меѓутоа никако не треба да се свати во смисол некој, особено млади луѓе, да се мотивираат, ајде да одиме да си ја пробаме среката, точно знаете дека одењето на такво место е ризик. Ужасен ризик со кој што не треба човек да се игра. Иако никој не е спречен, ако е полнолетен, здрав, психофизички, тоа е веќе негов избор, но ние немаме намера да рекламираме ништо, само сакавме да понудиме една, специјална можност би рекол. Приказна, која што навистина сум сигурен вреди да се слушне. Вака, значи, легијата е изузетно екстремно пружување. Таму не знаеш со кој ќе се паднеш, кој ќе биде до тебе. Дали ќе биде чилјанец кој нема завршена основна школа или ќе биде, значи, конкретно пред малце го спомнав, нели? Човек кој има завршено, значи, нуклеарна физика, да. И човек кој што е ваков или онако во секоја смисла на збор. Да. Меѓутоа, секако дека легијата е братство и била братство. И претпоставам дека и ќе остане понатака, мада гледам дека сега последниве 20 на години условите се тотално сменети за прием. Више и они текна па не примаат се и сешто, нели, кој што прима после Втора светска војна. Што тоа им се освети, нели, на некој начин со едно време се исплатело, а потоа више не се исплатело. Потоа веќе не се исплатело. Не се исплатело. Така. Далеко од тоа имаше до душе и луѓе некои кои врша регрутации за легија на странци по Белград, по Скопје. Сакам да кажам дека такво нешто не постои. Не постои регрутација. Не постои, значи да дојдете вие во Скопје и да се пријавите некој. Тој ве мами. Не, тоа секако значи дека мами само да ви земе пари. Значи секако е тоа. Значи регрутацијата се врши строго одредени центри, значи во Франција. И сега има уште еден центар, дале на Мајот или на Тахити. Драган, не ме држате за збор, не би можел да ви кажам за сегашните услови кои се. Јас која бев се вршеше регрутација строго на тлото на Франција. Париз, Марсеј, Бордо или Лион. Сепак мислам дека беше и во Бордо имаше еден пријавен центар. Добро, тие што сакаат евентуално, не им препорачуваме, ќе најдат начин. Секако. Другите нека се задоволат тебе со ваков разговор, нека се задоволат со гледање на филмот Маршира или умри, многу интересен, морам да признам, да сум го гледал барем 10 на пати. Нека уживаат во романтиката низ филмови, низ музика, низ слики, нека научат Лебуден на памет, но нека останат дома. Да, но нека останат дома за секој случај. Владимир Милетич, ви благодарам за вечерашното гостување, наистина ексклузивно, и јас и натаму се чувствувам возбуден поради ваше гостување. Се надевам ќе имаме повторно можност и прилика да се видиме, еве нека биде кога ќе ги објавите вашите книги. Секако ќе имате покана за тоа. Секако ќе имате покана за тоа, ќе биде многу драго да присуствувате и на промоцијата. Јас се надевам дека тоа сепак ќе биде до септември месец, мада јас стално викам овој септември, не следниот септември, али еве више решив дека овој септември ќе биде, значи, крај. Благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, за оваа наистина повторно ќе речам ексклузивна емисија со Владимир Милетич, човек кој што поминал 5 години во легијата на странците. Утре во 15 часот знаете репризното издание на оваа емисија, а јас си посакувам пријатна ноќ.